Можеби на трговците им оди тешко со почитувањето на мерките на владата за замрзнување на цените, ама граѓаните ги послушаа советите. Откриваат дека со прошетките не само што се подобрува здравјето, туку и се утврдуваат големите разлики во цените. Различни. Тоа треба да шеташ низ града, да не дуваш. Јас сега се префрли, ќе се префрлам таму има на новата улица. Таму гледам. Тите баш питаат многу поевтини. Може да ти кажам 80% да се таму. Граѓаните лесно се адаптираат, ама општинарите никако не можат да ги сменат навиките. Иако се од нив платени, тие продолжуваат да се однесуваат со истите манири, па од дебатата за надминување на секојдневните проблеми. Поважни им се други работи. Може ли да има малку мир? Ако сакат советниците да пијат кафе, ќе се излезат надвор. А ако излезат надвор, се соочуваат со одлуките кои ги донесли, без никаква одговорност за последиците од непромисленоста при набавките, доведува до ситуација во која се нема објаснување за вложените трошоци. Значи, повеќе типови на машини се набавени, едни се исплатливи, други не се исплатливи. Значи, метларката што се движи, што ја гледаме секојдневно, значи самоходната, таа е исплатлива. Сега, оние машини што ги правосмукалки што ги викаме, малку се понеисплатливи, пошто ќе нив се случи дефект. Инаку, како машини се исплатливи, но се случи дефект и моментално имаме проблеми со сервисите. Проблемот со сервисите што ги пружаат локалните власти не се однесува само на хигиената. Изгледа дека е потребно и потемелно чистење, бидејќи е несватливо зошто се плаќаат приватни фирми за проектирање лежечки полицајци, ако за тоа некои од општините си имаат свој. Нема сообраќајен инженер во Куманово, во јавно предпријатие, основавме јавно предпријатие за проектирање, не може да проектира запрека забавувач на сообраќајна лента. Проектира мост на Јангце-Кјанг река. 16 километра. Тоа веројатно е една од причините зошто давачките постојано растат. Стандардот опаѓа, па е реално тоа што некои се обидуваат да ја лоцира и одговорноста, која не е само на ниво на локалната самоуправа. Ако двајца сопружници одат на работа и си ја работат својата обврска, и створат семејство, и зиват 20 плата регулар, и од први до први не може да се преранат, и не си ги завршат сметките. Не е проблем у народот, проблем у државата. И на крајот, проблемот може да ескалира на најразлични начини. Ние гледаме, не знам дали тоа е дрога или што супстанции, има луѓе што постојано се шетат по центарот на градот, дуваат, што дуваат, Бог ти му знае. Без да си има забелешка за забелешката. Но треба да се свати дека покрај дрога, многумина дуваат и во маштеници, оти многу пати во изминатите години биле попарени од млекото.